Данъчна сметка на детска градинка Весели Цветови Дълчо за 2022 година. Повелете да ни образложите. Мария Бошначка. Градинката Весели Цветови разполага се от 3 сметки. Донаторска сметка, сметка за намеси дотации и сметка за самофинансиращи активности. Донаторската сметка 78512 е сметка, која во 2022 година нема остварени никакви приходи. Значи приходите од 536.778 денари се приходи кои што ни се преостанати од 2021 година. И во 2022 година сме ги потрошиле за следните намени. За комунални услуги имаме потрошено 400.000 и за ситен инвентар 136.778 дена. Сакам да ви напомням дека со потрошувањето на овие средства од донаторската сметка, значи салдото е нула и повеќе немаме интерес за водење на оваа сметка, поднесохме барање до Централниот регистар да се затвори оваа сметка и повеќе нема да работи со неа. Сметката за наменски дотации. Значи тоа е сметка на која што Министерството ни пушта во дотациите, кои што се во најголем дел наменети за плати и доноси и одреден дел за покривање на материјални трошоци. Во текот на 2022 година имаме остварени приходи од 21.135.875 дена. И најголем дел од овие парични средства се потрошени значи за основни плати 12.771.971 дена, придоноси за социјално осигурување 4.964.247 денари, комунални услуги 963.289 денари, ситен инвентар и други материјали 1.108.123 денари, поправки и тековно одржување 299.674 денари, договорни услуги 952.840 денари и на други тековни разходи од 75.731. Значи вкупно се потрошени 21.135.875 денари. Третата сметка е самофинансирачката сметка. Значи тука се приходите кои ги остваруваме од уплата на родители за издржување на децата во детската градинка. Во текот на 2022 година се остварени приходи во висина од 11.797.882 денари, од кои значи имаме преостанати приходи од 2021 година во висина од 5.744.429 денари, а додека во 2022 година се остварени приходи од 6.053.453 денари. Во текот на 2022 година се потрошени 5.615.317 денари и тоа за следните намени. Комунални услуги 1.720.920 денари, ситен инвентар и други алати 2.291.627 денари, поправки и тековно одржување 54.140 денари, договорни услуги 1.271.967 денари, други тековни разходи 188.478 денари, разни трансфери 63.738 денари и купување на опреми и машини 24.447 денари. Благодариме на председача. Отварам расправа по оваа точка. Дали не добар збор? Повеќе Оливера. Сакам да прашам дали во плати паѓаат и
20 ще се одобрени от Министерството за социална политика. И друго важно е дали от детската градина в село Раковски беше побарано финансови средства за работуване от Министерството за социална политика. Да, имаше, значи всеки месец, от 5 по месецот се правят повърнения за работувания и нормално дека се праќани барања за работување на тие лица. И со последното случување во детската градина, дали Министерството е известено дека повеќе некои суми Известено, значи секој месец ние имаме на дневна основа се дава извештај за тоа колку деца во која група се, колку се дневно присутни, значи известено е Министерството дека во Градовци оваа година немаме деца. Како реагираше Министерството за тоа дека годината повеќе не функционира? Надвор од дневниот ред немате потреба да одговорите, значи разговараме, Оливера, разговараме за завршна сметка. Не разговараме за... Мене не контактира Министерството. Колега ще ви го кажем. Дали дадени документи от завършната сметка е завършна сметка или приема от централния регистр? Како дали? Дали документ от дали е завършна сметка или приема от централния регистр? Моментално тоа ви е извештај за годишната сметка. А во Централниот регистар се поднесуваат 4 образци за завршна сметка, кои што си се посебни образци и се различни од извештајот кои што ние ви го поднесуваме. Не е значи тоа завршна сметка. Завршната сметка се состои од други 4 образци кои се доставуваат до Централниот регистар и до... Дали некој друг разбор? Повели Сашко? Прашање до образлагачот, дали во градинката во 2022 година имаше приберени вработување? Во 2022 година имавме едно лице привремено обработување, меѓутоа беше ангажирано од општина Делчево. Значи плаќањето на тоа лице беше од општина Делчево. Градинката од собствени средства немаше ангажирано лице за привремени вработување. Дали некој друг разбор? Повели Иван? Значи, колега, нели дека градска полиција се тоа што отвара предметни градинка за Делчево, се вижда константно, значи прва пари од за знаат година. Може да се вижда и во оваа година над милион и нешто но има пребрано средства. Чисто не има сугестија и до Барбарител и до директор Шкупе, ако се може тие средства да бидат намесно трошени во текот на целата година, како за инвентар, за ретроматеријал, за по-интересна натурна страна зречиња, за поздрава храна, за да не се дозволи се тие средства да бидат запалени нон-стоп, а да бидат намесно трошени, се со цел да биде по-комфортно и по-добро што се да сугестија. Може да се размисли нешто, дадете некоја иницијатива, нешто, некоја идеја. Добро, дали некој друг разбор? Ајде, Оливера. Имам уште едно прашање, бидејќи јас се случив со тој проблем. Кога последната сметка требаше да извршам напад за моето дете, бев погрешила приходната шифра онлайн се врши плаќањето и меѓутоа 3 месеци може имаше годината, во мај, јуни. Сега не бев ни известена телефонски дека имам пропуштено 1 месец. Право на домашна адреса имам добиено писмо со опомен. Сакам тоа како да сугестија, за да не е таква непријатна ситуацијата, може телефонски да го известите родителот, да му кажете дека неговата почтена сметка или за детето нема извршено напад. Супер, ще кажем. Поред, сега дека нема врска со сметките за тоа. На страна е од Тоа е сугестија. Добро, сугестијата ќе се прифати и ќе видите. Прво сугестија да оваа не ги грешите шефите, а после се друго. Да. Дали некој друг разбор?
Бидејќи никој друг нема разборе, затварам расправата по оваа точка, листата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на завршна сметка на детската градинка Весели Светови од Делчево за 2022 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатираме дека точката е усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани. Благодариме на образлагачите. Точка број 6. Завршна сметка на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски за 2022 година. Повикувам образлагачот Катерина Величковска да ни ја образлага. Штурмови съветници, Основното општинско училище Свети Климент Охридски отдел в своето финансово работение до 2022 година обвърши по 2 сметки. Това сметка за наменска ротация и сметка за собствени приходи. На сметката за раменска ротация се финансира точно с заплати на работените за тековно образуване на обектите за опрема и превоз на учениците. Скупните приходи, остварени за 2022 година, измислуват 58 милиони 456 139 лева. Овие приходи се потрошени за следните намери. Скупно за бруто плати са потрошени 53 милиони 85 996 лева. За патни дневни разходи скупно са потрошени 15 940 лева. За криминални услуги, за струя, скупно са потрошени 373 203 лева. За вода 276 294 лева. За дърва 381 475. За течни горива 1 милион 382 380 лева. За поща са потрошени 4385 лева. За телефонски услуги скупно 8957. За горив и маса скупно 5000 лева. За ситен инвентар за канцеларски материали скупно са потрошени 51 248 лева. За списания, вестници и други издания 38 375 лева. За прехранбени продукти и бялост 24 985. За училищни материали 18 091 дена, за средства за държаване на хигиена 9639 дена, за материали за равни поправки 6228 дена, за други материали 110 739 дена. Значи купно нова ставка са потрошени 289 305 дена. За поправки и тековни отрежувания скупно са потрошени 146 542 от кои за отрежуване на сгради 70 916 дена, за дезинфекция, дезинсекция и деразизация 3200 денари, за поправки и отрежуване на софтуерски хардвер с опрема 4200 денари, за поправки и отрежуване на друга опрема 68 226 денари. За договорни услуги купно са потрошени 830 955 денари, от които осигуруване за недвижими права 38 757 денари, за услуги на външно образовни активности 2000 денари, за превозни услуги по образованието 6124 денари, за услуги за копиране, печатане и издаване 1650 денари, за консултантски услуги 15 000 денари и за други договорни услуги 98 464 денари. За други тековни разходи скупно са потрошени 219 621 денари, от кои за членовини по домашни организации 24 230 денари, разходи за репрезентации 33 905 денари, семинари и конференции 14 778, за обявуване на област 80 833 денари, за други оперативни разходи 6 575. За разни трансфери, за трансфери при пенсиониране скупно са потрошени 186 748. За купуване на опрема и машини скупно са потрошени 448 298, от които за купуване на информатична и видео опрема скупно 120 769, за купуване на друга опрема 310 737, за купуване на училищен мебел 14 008, купено 448 298. Разходът на своите купно разходи нова сметка измислува 58 456 139 дена. На сметката за собствени приходи се прибира средства от доплата за дубликат свидетелства и дипломи, спонсорства, наем от издаване на спортски сали, приходи и други помощни активности.
Купно приход за 2022 година на ова сметка изнесува 107.602 денари. Истите се остварени на следните видови. Други приход 53.309 денари, приходи од свидетелства 2.800 денари, приходи од осигурување 49.900 денари, приходи од претходна година 1.593 денари, значи купно приход 107.602 денари. Купно разходи на оваа сметка има 75.269 денари, од кои за други материјали 7.499 денари, за осигурување на вработени ученици пенсии од 200 денари, за други договорни услуги 3.870 денари. И за други оперативни разходи купно се потрошени 13.400, значи купно разходи на оваа сметка има 70.269 денари. Остварен вишок на приходи за време по наредно 2023 година изнесува 30.333 денари, а од рочната добивка за родната година изнесува 3.233 денари. Колку за оваа сметка? Благодаря на обозначачот. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој да разбор? Овој ли бера? Дали дадениот документ од завршната сметка е завршна сметка или пријава центар на сметка? Значи тоа не е образец, значи тука се сумирани сумите што се внесуваат во образец, што се поднесува завршната сметка. Значи тие се идентични суми како што се внесуваат во завршната сметка. Да, значи образците не излеза вака на разговорите се исти. Добро, дали некој друг разбор? Бидејќи никој друг не го разборе, затвора расправата по оваа точка и се става на гласање. Гласаме за усвојување на завршна сметка на основното општинско училиште Климент Охридски за 2022 година. Кои се за? Против? Нема, воздържани? Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласи за и 7 воздържани. Точка број 7, завршна сметка на основното општинско училиште Ванчо Трче за 2022 година. Ова е Катерина се може да можеш и тоа, но не мора да Основното општинско училиште Ванчо Трче, според финансиско работење во 2022 година, го обврши преку 3 сметки, тоа сметка за наменска дотација, сметка за собствени приходи и гарантска сметка на работа. Сметката за наменска дотација се финансира трошоците за плати на работници, текни одржување на објекти, оprема и превоз на ученици. Купно приход за остварен за 2022 година изнесува 41.028.861 денари. Овие приходи се потрошени за следните намени. Купно за бруто плати се потрошени 36.297.196 денари. За комунални услуги, струја, вода, дрва, нафта и слично се потрошени скупно 2.142.241 денари. За материјалистичен инвентар скупно 353.325 денари. За поправки и тековни одржувања се потрошени 126.088 денари. За договорни услуги скупно се потрошени 1.306.984 денари. За други тековни разходи 135.218, за други трансфери 459.996 денари, за закупување на опрема и машини 6.048 денари, за реконструкција на објекти скупно се потрошени 167.786 денари. За книги за библиотеката и учебници скупно се потрошени 4.319 или скупно разход на оваа сметка има 41.128.861 денари. На сметката 787 или собствени приходи се прибираат средства од уплата за топлофикација или дипломи, спонсорска најем, одобравање на спортска сала и слично. Купно приход за 2022 година изнесува 94.214 денари. Овие приходи се оспарени на следните видови: од приходи од кујна 3.349 денари, приходи од свидетелства 3.000 денари, приходи од осигурување на движни лица 9.738 денари, приход претходна година 6.252 денари, приход спортска сала 4.275 и други приходи 12.600, значи скупно приход 9.4.214 денари. Скупно разходи на оваа сметка за 2022 година имаме 790.121 денар.
За пътуване в земята вкупно 7027, за договорни услуги 13326 денари, за реконструкция на други обекти 706 Значи вкупно разход имаме 790 121 дена. Освен висок на приходи за дейност по наредна 2023 година изнесува 114 203 дена. Поданочен добив за деловата година изнесува 14 409 дена. Толкова за вас. Благодарим на възлагачето. Отварям разправа по ова точка. Дали некој има разбор? Не видите никој нема разбор. Ајде. Сега важно да знаеш да има, че когато колко деца има запишено во тези училища по-отделно. Надвор од темата не морате да одговорите. Значи на дневен ред имаме завршна сметка. Сега компаративно направа компарация и двете школи. За да става на следа. Знава, че как може да тези завршни сметки, за да могат да се намалят за една връзка. Точно нещо 10 години. И инициатива се разпределят до дотации. Дотацията се разпределва според броя на работените, отделуваме заплата за приходи колко имаме и остатъкът поделиме на два дела. Значи двете школи имат исто дотация. По Ванчо Преки значи имаме 72 просек, а в Свети Климент 117. Добре, дали некој друг разбор? Не, бидејќи никој друг нема разбор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласен. Гласен за усвојување на завршна сметка на основното општинско училиште Ванчо Преки за 2022 година. Кој е за? Против? Нема, воздржани? 7. Констатираме дека точката е усвоена со 8 гласа за 5 въздържани. и 6 воздржани. Или 5. 5, добро. А, 20 има. И е Ванчо. Точка број 8. Овој Катерина. Сметка за раненска дотация, сметка за собствени приходи и сметка за донации. На сметката за дотация се финансира шофьорска заплата на професионални. Овие приходи се потрошени за следните намери. Бруто плата се потрошени 28 милиони 670 443 денари. Купно за пътуване в земята се потрошени 109 708 денари. За комунални услуги купно 2 милиона 606 215. За материали и ситен инвентар са потрошени 212 109 денари. За поправки и тековни обрежувания 184 978 денари. За договорни услуги 2 милиона 320 551 дена. За други тековни разходи 244 408 денари. За разни трансфер 430 422 денари. За закупване на преминачени 1 милион 711 394. За реконструкция на обект 3 милиона 242 денари и за функции библиотека 44 545 денари, на разходи 40 милиони 290 за 15 денари. Сметката 787, купно приходи за 2020 собствени приходи, на купно приходи за 2022 година изнесува 420 299 денари. Фиска са остварени следните видове. Приходи от свидетелства 13 905 денари, приходи от изпити 86 700, приходи от дипломи 18 000, приходи от спортска сала 70 900 денари, приходи от матура 12 300, други образовни приходи 17 935, приходи от предходна година 205 679. Купно значително приход от 420 299 денари. Купно разходи за разходите изнесува 284 654 денари. За пътуване в земята имаме 9 денари, за комунални услуги 360, за материали и ситен инвентар 48 125, за договорни услуги 126 540, за други тековни разходи 18 629. Значи купно разход на ова сметка 284 654 денари.
Осварен вишок на приход за пренос по мярка на 2023 изнесла 140,800 динара, а данъчната добавка за деловната година 14,080 динара. На сметката 7850 сметка финансира трошок за проекта Чекът по Чекът за професионален разлог, като програма на Еразъм плюс. Купно приход за 2022 година изнесла 1 687 динари и са потрошени за разни трансфери 1 604 325 динари. Осварен вишок на приход за пренос по наредно 2023 година изнесла 362 динари. Благодаря на предлагачот. Отварям разговор по оваа точка. Дали ли това разговор? Моля, има нещо? Благодаря. Председателя, учтивани съветници, що е спомнато на предходната седмица на Совет има поставено прашање за вршење на наплатата за користење на спортската сала. И ме интересира, ми беше одговорено дека има некоректно плаќање. Ме интересира по какви износов на сметките за плаќање за насадка. Чиято ставите школата, ще не би понесено. Добро, прашањето, ако можем да не чужинаш, јас не става. По какви изнесов за Ненаплатено. А одговор ви одговорено дека е неуредно плаќање. Некоректно, да. Од страна на спортските клубови. Да, на користи, тие што користат спортската сала за Окей. предавање. Јас ставите школата, защо не би Добро. Добро, може и писмено. Море, ќе добиете писмен одговор. Дали некој друг разговор? Коли? Каква е сметка рейски? Спортската сала си имат месечни за на 787 се платят трошките за образуване на изпът. Цела сума е задължение на спортска зала. 424 на тази сметка не има значение. Вие гледате на 9 за тройката, на 9 за тройка, кой е конкретно колко? 424. 424, 210. За задължуване на Сграда. да, сграда. Значи за задължуване на училището, на средното училище и за спортската сала заедно. Отделно ги нямаме. Колко има потреба, ти отдела, ти ги правят. Да го имаш да поправи. Не е много потреба, значи нищо да поплаща. Прашањето да има потребни да кажем, кога имаме ситуација кога уредот кој ги дава и просите на директорот или на двор полиција, а сега дете не ги процесира одговори што треба. Доки ги процесира, може да треба време да ги прими, да ги даде. Не може да кажем сега неќе да отговори директор. Примите одговори, можете во прашања до точка 15 прашање предлози повторно да насочите до директорката, никој пат не се е случило да не ви одговори. Така. Да не правиме негативна кампања. Дали некој друг разговор? Не, бидејќи никој нема разговор, ја затварам расправата по оваа точка и искате ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на завршна сметка на средното општинско училиште Методијка Скибрица за 2022 година. Кој е за? Против? Нема, воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани. Благодаря за председателот на време. Точка број 9, предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Делчево за 2023 година. Добър председател, почитувани съветници, пред вас е предлог програмата за одржување на јавна чистота за 2023 година. Програмата е потребна да ја донесеме, бидејќи со неа се предвидуваат видот и обемот на работите што треба да се извршуваат, финансиските средства,
информација, како и временските рокови за и динамиката за извршување на истите. И со оваа предлог програма јавното комунално предпријатие би можело да пристапи кон одржување на јавната чистота во нашата општина. Согласно одлуката за одржување на јавна чистота во општина Делчево, донесена од Советот на општина Делчево во 2008 година, одржувањето на јавната чистота во општина Делчево ја врши јавното комунално предпријатие Брегалница. Со одржувањето на јавната чистота се извршуваат следните работи: метење на улици, тротоари, пешачки патеки, паркинзи, пазаришен простор и други јавни површини, мење на улиците и јавните површини, собирање и транспортирање на сметот од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на корпи за отпадоци, отстранување на атмосферски наноси, чистење на снегот и мразот под зимски услови од тротоарите и јавните паркинг простори и поредно чистење во случај на елементарни непогоди и отстранување на штети од истите. Со програмата исто така се предвидува и динамиката, временските рокови и начинот на извршување на работите, така да во зависност од временскиот период во годината, метењето на улиците ќе се врши од 6 до 14 часот во периодот од 1 април до 31 октомври во летниот период и од 7 до 15 часот од 1 ноември до 31 март следната година, односно зимскиот период. Тука ви е пред вас дадена во програмата табела со улиците кои што ќе бидат метени. Не знам дали има потреба да ги читам или имате пред вас. Тука се ставени истите улици се ставени за одржување, со разлика што дополнително е ставена и улица 3 кај новиот градски базар, што таа е нова улица, ново изградена. Мењето на улиците ќе се извршува во летниот период од 1.6 до 39 во временски интервал од 4 до 7 часот, значи еднаш неделно, наутро. Исто и тука имате мијење на улици кои што се предвидени и се истите како воланската програма, со исто и тука е нова само улица 3. Улици и површини од кои се собираат отпадоци, од собирањето на отпадоците ќе биде секој работен ден во годината. И тука е нова само улица 3. И чистењето на мраз и снег ќе биде предвидено, односно ќе се извршува согласно динамиката, ќе биде согласно временските услови. Финансиски средства се дадена ви е табела за предвидени финансиски средства за наплата и планирани приходи од јавното комунално предпријатие Брегалница за 2023 имаме за надомесна јавна чистота од домакинства 1.700.000 денари, за надомес за јавна чистота од правни лица 450.000 денари. Тоа се планирани средства во случај на платата да биде 100%, значи за тековната 2023 година. Наплатата на надоместок за одржување на јавната чистота ја врши Брегалница, односно јавното комунално предпријатие, со доставување на фактури за извршени комунални услуги. Надоместокот за извршување на јавната чистота на фактурите се прикажува одвоено, значи за сите активности посебно, и надзор на спроведување на оваа програма врши инспекторот за животна средина. Благодарам на возлагањето. Отварам расправа. Ова точка, дали некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор, затварам расправата по оваа точка, исто да ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Делчево за 2023 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатираме точката донесена едногласно со 15 гласа. Точка број 10. Предлог програма за управување со отпад во општина Делчево за 2023 година. Кој е тај? Согласно член 21 став 1 од Законот за управување со отпад, Законот за управување со дополнителни текови на отпад, Законот за пакување и отпад од пакување, Законот за управување
снабдување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и батерии акумулатори, се донесува програма за управување со отпад, значи секоја година тековно. Законот пропишува дека овие програми треба да бидат во согласност со планот за управување со отпад кој што општината го донесува и кај нас е планот со важност од 2019 до 2023 година со националната програма за управување со отпад која ги донесува органот, националната програма за управување со отпад која го донесува државната управа надлежна за работите од областта на животната средина и националната стратегија за управување со отпад што е донесува владата на Републиката. Програмата е изработена согласно барањата на Законот за управување со отпад, односно горе наведените документи кои што веќе ги имам наброено. Целта на оваа програма е да се пристапи, да имаме системски пристап кон заштита на животната средина, намалување на стакленичките гасови, намалување на количината на отпад, на бројот на дивите депонии и слично. При изработката на програмата потребно е да се пристапи кон анализа на состојбата, при што врз основа на извршени теренски истражувања, барање на граѓаните кои што стигаат до општина Делчево и извештаи, утврдено е дека во Делчево недостатува системски пристап кон решавање на проблемот со отпад. Од мапирање на проблемите утврдено е дека најголем проблем се дивите депонии, нестандардната депонија, градска депонија Острец и неселективното управување со отпад во општина. При изготвувањето на програмата дадено е важно, се смета дека имаме приоритетни и специфични цели, обработуваме приоритетни и специфични цели, при што во приоритетна цел, односно како главна цел е земено заштита на животната средина преку системско управување со отпад, а специфичните цели се подобрување на управувањето на општинската депонија, општина Делчево како дел од регионалниот систем за управување со отпад, проценка на видот на количината на отпад што се создава на територијата на општината, санација на пристапниот пат до депонијата и тука се обработени и изворите на финансирање. За подобрување на управување со општинската депонија, знаеме дека нашата депонија е во незавидна ситуација и затоа ќе се оди кон создавање на основни услови за соодветно управување на депонијата, а тоа е преку регионален пристап на управувањето со отпад, односно можеби е потребно да направиме временно оградување на депонијата и воведување на чуварска служба, меѓутоа со одговорност на тоа што општината е приклучена во регионалниот систем на управување со отпад, да знаеме дека се донесени овие финални документи, стратегијата за управување со отпад и веќе се работи и има активности за отварање на регионална депонија, се очекува да бидат исчистени дивите депонии, отпадот се препара во претоварни депонии, после тие ќе бидат носени, овој отпад ќе биде носен во депонијата во Мечкоевци, која што ќе биде регионална инсталација за чистење на нашите диви депонии. Втората стратегиска цел е процена на видот и количеството на отпад кој што се создава на територијата на општина Делчево, при што се прави со оглед на тоа што нашето комунално предпријатие нема вага со која што би можело да биде мерен отпадот, се прави приближна проценка на комуналниот отпад, на инертниот отпад, на комерцијалниот отпад кој што се создава на нашата територија. Друга стратегиска цел е санација на пристапниот пат до депонијата, со цел да се намали бројот на дивите депонии, да се намали неконтролираниот
се планира да се пристапи кон санација на пристапниот пат до депонијата, со што се смета дека жителите од нашата општина ќе го полесно ќе пристапуваат до остред депонија, односно нема да ја избегнуваат и нема да се фрла отпад на неконтролирани места и ќе се намали бројот на стварање на тие депонии. Друга стратегиска цел е извори на финансирање. Тука се предвидува овие наши активности како и за извори на финансирање да го искористат буџетот на општина Делчево, државни буџети, буџетот од меѓународни финансиски институции. Овде имаме дадено табела во која што се дадени имаме предвидено задачите, активностите и буџетот, односно финансиските средства кои што се потребни за да бидат реализирани. Овие активности како една од поважните задачи се евидентирање на типови и количини на отпад кои се создаваат на општината и нивно соодветно управување, и што треба да предвидат преземени активности, односно развивање на соодветна база на податоци, генерирање конкретни видови на отпад и развивање на систем за сепарирање и сортирање биоразградив отпад. И друга задача е поравнување на отпадот на депонија Острец и посипување својот земја, со што ќе се спречи самозапалувањето, а потоа ќе се пристапи кон депонирање, односно отпадот ќе биде турка настрана, за да може да се депонира и да се ствара место за новиот отпад. Ова ќе се реализира со анализа на заtekнатата ситуација и процена на финансиски средства потребни за реализација на активности. Како што реков, стратегиски важна цел на општината да ја вклучиме во регионален пристап во управувањето со отпад и општина Делчево да биде дел од овој регионален систем со учество на регионално решавање на управувањето со отпад и со следење на насоките кои што ќе бидат дадени од високите институции за да бидеме и ние како општини скоординирани во тие активности. Евидентирање на дивите депонии со тереска обиколка на целата територија на општината и со процена на капацитетите на зелени депонии ќе бидат евидентирани бројот на дивите депонии со која што можеме да вршиме и планирање на чистите, расчистување на диви депонии и рехабилитација на истите, со подготовка на план за затварање на дивите депонии за ревитализација, чистење и ревитализација на просторите запатени со диви депонии, собирање на растителен отпад од горни места во текот на месец октомври, ноември и декември, собирање на габаритен отпад од домакинствата, собирање и селектирање на пет амбалажа и отпад од хартија и стакло, зголемување на бројноста на садовите како една од стратешки поважните активности кои што ги планира општината, со тоа што ќе бидат како задачи ќе бидат замени и поправка на садовите на собирање на отпад, поставени на јавните површини и да се постават нови садови доколку се јави потреба за истите, и зголемување на бројот на контейнери во градските и селските подрачја. Друга цел е управување со опасен отпад. Овде ќе се пристапи со одредување на локации за собирање отпад на стакло. Тука снежи имам ставено во табелата исклучување на договора, ова може да го ствариме, пошто веќе имаме склучен договор со фирма, значи само со ставање на нови контейнери. Тука во табелата кај управување со опасен отпад. Нема страна. Решавање на проблемот со управување со отпадни гуми и масла и решавање на проблемот на управување со отпад од животинско потекло и едукација на населението со подигање на јавната свеста. Оваа програма ќе биде мониторирана, односно ќе биде следена од лица вработени во овластени лица вработени во
општината, односно од инспектор за животна средина и комунални редари, и ќе се спроведува со претходно направен план. Евалуацијата ќе се направи, се прави еднаш годишно од опочнувањето на реализација на програмата и со извештај за извршената евалуација од страна на лица од Одделението за урбанизам. Ќе биде изготвен извештај, истиот се праќа во Министерството за животна средина, од која ќе биде одобрен тука на Советот на општина Делчево, се праќа во Министерството. Благодарам на разлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има одговор? Овој лидер. Сакам да прашам образовачот со работникот за заштита на животна средина, за манастирскиот комплекс, таму дека сите сме сведоци колку имаме отпад. Често пати знам, гледам и дека има често и изчистување на тој отпад. И сега интересираме това подградче таму дали е под општина Делчево или е на некои физички Таа дива депонија ја спада жителите на населба Расави од општина Делчево, јавното комунално предпријатие ја чисти неколку пати. Значи имаме и добиено извештај од комуналната брегалница за претходната година, за на наредната седмица ќе биде презентиран. Тие го имаат чистено неколку пати, ама сметам дека не е добро. Вие сте запознани со надвор Билјади, това е швајцарска агенција, која моментално е тука во Македонија и таа се грижи за тие заштитни подрачи. Во имаме таму. Това е за планински дел, меѓутоа може тука преку Министерството за животна средина, бидејќи по нашо работно во Министерството, за да се направи този дел да биде заштитен и не се дека ќе има некои позитивни ефекти, кога ќе биде заштитено во самата защитени подрачја постојат бидејќи се наоѓа во што треба да бидат манастирски комплекс. Треба да задоволува одредени стандарди. Општината доставува барање до Министерството да биде следено преку Това е защитеница. дали на тоа има да размислувам или Искрено не. во некои други општини дека имат конкретно заштитно подрачје пред Не разберам ако задоволува стандарди согласно законот за защита на подрачје. Чувам дека претходно имат јас теренски активности за кои што работят за таа надвор Билјади и во соседните општини конкретно има некаде животна Министерството за животна средина си има вклучено соработка со нејзе и имат оставени такви подрачја кај што се заштитени. Дали некој друг разговор? Не. Бидејќи никој друг нема разговор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласање за усвојување на предлог програма за управување со отпад во општина Делчево за 2023 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена едногласно. Благодарам. Точка број 11, предлог одлука за собствено финансиско учество за проект регулација на коритото на река Брегалница во централното градско подрачје на град Делчево, низводно фаза 2. Повеќе тони Данија Покапошиш. Читувам председател, почитувани советници. Оваа точка е за собствено финансиско учество за проект регулација на коритото на река Брегалница во централното градско подрачје, низводно фаза 2. Зашто фаза 2? Затоа што е започнат проектот, има изградено веќе 3 прагови со финансиски средства обезбедени од донација. За да го завршиме целиот проект кој е получен од 500 метри, односно некаде до долниот мост и заштита на истиот, потребно е да обезбедиме некаде финансиски средства од околу 22 милиони денари. Можно за такво нешто се
появи по Министерството за локална самоуправа преко повикот на Бюрото за регионален развој, а можност за аплицирање овде имаат центрите на планските региони, ние бидејќи се наоѓаме под источниот плански регион, значи, испреговаравме истите да го аплицираат проектот преку нив. Апликацијата е достапна до 17 овој месец. Сумата на проектот е 21.511.000 денари 636, каде што општина Делчево треба да се јави со собствени финансиски средства од буџетот на општината за 2023-2024 за околу 6.450.491 дена, кои што се тие 30%. Проектот ќе биде разгледан и одобрен во рамките на програмата на Бюрото за регионален развој во текот на оваа година, а самата имплементација, односно доколку биде подржан тој проект, од оваа национална програма ќе биде имплементиран во 2024 година. Накратко, доколку има прашања и стојано. Благодариме на образлагачот. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Не бидејќи никој нема разбор, затварам расправа по оваа точка и ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за собствено финансиско учество за проект регулација на корупција на река Бргалница во централното градско подрачје на град Делчево низводно фаза 2. Кој е за? Против? Нема, одржани, нема, констатирано за точката со 14 гласа. Нема. Точка број 12. Предлог одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување. Благодарам. Изминатите условия, които знаете, дека пренесохме две од едната беше за задолжување, а другата за ослободување на дел од селата, односно локалитетите во општина Делчево од плаќање на комунална такса. Бидејќи имаше голем број на предмети кои што пристигнаа до општина Делчево и негодување од страна на некои граѓани, посебно од деловите на село Бигла, Бакинови вада, Деловки манастирски индекс, значи ова одлука е проширена и истата ја предлагаме на овој совет да биде донесена. Значи, за ослободување се предложени селата Петрашевец, село Драмче без Димовско мало, каде што имаме инсталирано јавно осветлување, имаме поставено нови светлки, село Киселица, село Илјово, село Турија, село Вратиславци, село Косово-Давие, село Селник, Ведрен, Црквенец, село Бигла без Бумбойско мало, каде што исто така имаме инсталирано нови летиодни светлки, место викано Долни Бавчи, место викано Бакинови вада и место викано Брежија во потикот од манастирски ендек до локацијата Брежија. Во член 2 се ослободуваат од плаќање на комунална такса и корисниците кои што имаат јавно осветлување, односно иматели на електрични бројила за мерење на електрична енергија без јавно осветлување, лоцирани и поставени на земјоделско земјиште, вон мрежата за јавно улично осветлување и придружни објекти во земјоделски површини вон мрежата за јавно осветлување. Исто така во оваа одлука се предвидува доколку дојде до проширување на јавното осветлување, дека истите иматели на бројила ќе бидат задолжени повторно со плаќање на комунална такса за јавно осветлување од страна на ЕВН, која што и директно ја наплатува оваа такса. Добре, благодарам на образлагачот. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Повели Иван? Благодарам, председателе. Значи, презенери и ще го направим по населена да е продадено и други да се нямат реално осветлување, които беше лесно за осветлување от страна на комисията, която на Делчево, да видят там на нея ред за да бъдат освободени. Ние преди да се време ще освече група имаме поднесено бавење до Совет на општина Делчево, проширено бавење, но кожу сега мери да аудирам да прашам колко е възможно особено 6 решения, които имаме поднесено, да и други група на даги да бъдат освободени. Например, нашето бавење. Иван, прошли пат го читахте бавењето, имахме комисија за осветлување и таму дебатиравме и јасно беше кажано дека некои членови се спротивни на закон од вашето предоположение. Точно така и вие да сте сигурни.
Моните разбра. Точно това сега ќе алудира на член 3 од моето добавение, пошто таму не е точно дека нашето добавение на закона, но таму има кажано секретар Момчил Велчев дека барањето е спротив на закон и нема за да гледува. Аз сакам да алудирам на некои членови, за да видиме дали е така или не е така. Со нашето добавение човечко поднесено член 3 обектите за колективно договорение се освободят от плащане на национална такса за явно закупуване поради това, че войските с оваа такса веќе се задолжени индивидуални ставни домакинства. Не гледам да ви причинам защо и ова направление нека ставим во оваа препоръка за да бъдат освободени компании. Затоа што не е согласно согласно закон за комунална такса, тези профилирани дружба се трябва да освободят комунална такса. Значи, сторите на станали, остатък се сметат за непрофитно дружба и инициирам дека истите трябва да бъдат освободени. Hvala predsedателе. Значи, първо сакам да ви поздравам одлуката, като одлука не е доносена година за проширување на луѓето кои ќе бидат ослободени од комунална такса за јавно осветлување. Не се слагам со колегата Иван дека Советот на станарите или куќните совети се непрофитна организација. Значи, од причина што да не испадне дека тоа го кажуваат министрите од редовите на СДСМ, тоа го кажуваат министрите од ВМРО за помане, поточно тогашниот министер за транспорт и врски Милијана Кијеси. Со донесување на новиот закон за домување ќе се овозможи целосно уредување на односите во областа на домувањето со цел прецизно регулирање на правата и обврските на собствениците на становите во стамбените згради. Една од новините која се предвидува е определување на управител на стамбените згради со повеќе од 20 собственици или повеќе од 8 посебни делови. Таквиот управител треба да формира резервен фонд во кој фонд се внесуваат средства за инвестиционно одржување на зградите. Значи, кога имаме управител на Совет на станар, тоа е непрофитна организација. Затоа што плаќањето за инвестиционно одржување не е донација од станарите, законска обврска. Плаќањето на хигиеничар не е донација, законска обврска. Така да куќниот совет и Советот на станарите е непрофитна организација. Не е непрофитна организација. Тоа е правен субјект, како другите правни субјекти кои што не се ослободени од плаќање на комунална такса за јавно осветлување. Благодарам. Благодарим. Само че ние днес разгледаме езики на юридически отнад. Ние тук сме трябва да разговаряме за законски договори, които ще се включат в законно на Република Македония. Аз като координатор на тази група, координатор като същото на СРСМ, който не и опасното пригодител сега не е да учитивам председател за ръководство на непрофитна организация. По закона за ръководство на непрофитна организации ясно е нагласно дека заедницата на собственици има право да сключува договори за работи на управување на станарна зграда и не може да върши друга дейност. Истата е непрофитна организация. Това е според закон, не според каква казва координатора. Согласно закона за комунални такси, службен вестник на Република Македония, брой 67/04, 64/05, 92/07, 120/12, 154/15, 192/15 и 20/16. Услугување од такса, од пакет такса, согласно член 6. Значи, вика така, фирми на државни органи, на органи на општина, на органи на градот Скопје и на органи на градот Скопје, јавни установи, јавни предпријатија и непрофитни организации. Значи, дека согласно член 6 од закон за комунални такси, непрофитни организации треба да бъдат освободени. Фала, председателе, значи прашање до координатор на следващата група на ВМРО да помага. Дали Советот на станари остварува комерцијални приходи? И кога Советот на станари има назначен управител,
каква е тази организация? И дали останало комерциални приходи, своята станали или кучна заедница, както се вижда? Вие ще точно се вижда, че заедница на собственици. Како? Заедница на собственици. Заедница на собственост. Добро. Дали останало комерциални приходи? Заедница да разправим на собственост, Може, ако сварваш комерциални приходи, не може да бидеш непрофитна организация. Значи, съгласно законът, дига на това съвета станали или кучна заедница, имаш управител. Благодаря. Али контрарета на това това е важен координатор. Дали той само се спира дека поголема от законот со нивото на мислување. Што е што закон? на пројавот. След наша имам ова одлука, значи прво условието на станалите тие се регистрираат во централен регистр по кај нас во Кочани и во зависи од која општа се организација има централен регистр кој што ги обслужуваат и се треба законот за здружение на граѓани. Со исти закон се регулира. По исти закон. И този закон е на почетокот гласи дека закон за здружение на граѓани информации, дека тоа се непрофитни организации. Меѓутоа непрофитни организации не се ослободени од многу давачки. Не съм сигурен, тоа што имам случај да имам дека стои така. Треба да се провери, често не съм сигурен, дали непрофитни организации кои се во рамките на станарско право имат да може да бидат ослободени од тие такси давачки. Напротив, ја од наше искуство знам дека непрофитни организации дори имаат двојно обозначување, не едно, и двојно обозначување има. Посебно во платени трошоци. Значи, тоа треба да се провери, да се види за това, што нема логика во стамбена зграда од 15 станари, со 15 станари, на самата светка кај едно семејство да стигне улично осветлување од 180 студенови таму, ту семејството пада дава точно по рамките на самата заедница од 15. Некој на мене мислам да е нелогично. Еве уште да се обиде да објаснам. Ако еден станар дава 185 денаши, а точно за јавно осветлување на јавна зграда од 15 души се помножи на 180, но треба да чисто најверојатно по некоја математика, уште еднаш да ги на тие пари, или да даде некој процент. Кога е даш е стигнало на сметката, дали е така. Пресметите, ја ги немам видено, меѓутоа доколку се пресметува два пати улично осветлување на едно семејство, за мене дава е контрадиктивно. Ако има двојно. Второ, ако имаме ситуација, семејна куќа, во долниот спат живее еден млад, второ спат живееше, само не живее. Има само гориво кој човек кои се години, повторно се наплаќа улично осветлување, а истиот човек на оддалеченост од 10 метра живее во друга зграда и плаќа осветлување. Сега на разлог од 15 метра плаќа два пати. Улично осветлување. Мислам дека треба да се подразмисли за такива примери, така да тие одлуки да, што рече, говорете и со доведови ги зададат некои други семејства да ги ставиме во незгодна ситуација, затоа што имаме различни примери. Гледаме од наша страна може не е така, ама замисли на правата површина од 300 метра со соодветно позначи да плаќаш два пати улично осветлување. Секој е по закон, секој е бројло треба да плаќа. Па дали добро са Каде што има јавно осветлување, не викаме ние куки, не викаме законот се носи улично осветлување, значи осветлена улица, не значи осветлен дом. Никој не вика за улица. Осветлена улица, ако улицата е осветлена, мора граѓанинот по закон да плаќа. И толку колку број има, толку ќе плаќа. Еднаш ќе плаќа. Кога ќе го откаже другото бројло, граѓанинот ќе биде ослободен. Додека има активно бројло, ако има 10 пати ќе плаќа. Законот е јасен. Законот е јасен. И на комисија сме го разговарали, нема потреба да наплазиме и да се умилкуваме кон некој граѓан. Значи, кој има јавно осветлување и кој има бројло, ќе плаќа јавно осветлување. А со таа одлука сметам дека е многу праведна. Многу праведна затоа што ги одделува сите места кои нема јавно осветлување, во членот 2 ги опфаќа оние со земјоделски поседи и придружни објекти. Практично секој што нема јавно осветлување сега ослободен, без да има обврска да доди да поднесува барање до општина. Со таа одлука пратена до Еврона, граѓаните ќе бидат ослободени. Оние кои што нема јавно осветлување, дај Боже да можеме секаде да ставиме јавно осветлување, па сите да ги задолжиме да плаќа. Оти граѓаните ќе го плаќаме ако треба и
ама го немам. Разговорот во насока имам 3 броила, треба еднаш да платам. Не. Двете броила ќе ги угасите, ќе користите едно броило и ќе платите една такса. Законот е јасен. За Тие се задолжени со 186 денара и колку лично со кој индивидуално. Значи, ќе стигнува крупна сметка за својата ставане кошто правно лице од 360 денара. Тоа истото, ако ти имаш домати индивидуално регистрирана фирма, значи ти стига нова такса и за фирмата, и за тебе физично. Значи, таа не е ги втерето од граѓаните, но тоа е на својата стада или на кучната заедница. Не е индивидуално на секој. После кои дана тема? 360. А тя е своето да не стане. Иван. Владата пошпека е изпълнен го влиянието на природа всеки, което е това за дека трябва да бъде проверен законът, чрез случайност или поне случайност. Значи имаме промени в стата за освобождаване от плащане на национална такса за стопани, което е достъпно и транспарентно на община Грочево. И тук е вика законската основа, значи искал закон, който ще малко го почиташ, не се чита, а имам извадено законно, така да не можем и да го прочитам, а можем и да го давам закон, който да го Ще не мога напомнити само накратко, ќе мора да должен съм пред јавноста да го дадам свето мислење за тоа што сметате дека тука некои работни служители да ја разчистим. Прво, причина што сметам дека станарите во зградите се малку ставени во неповолна положба, без разлика колкава е таа редност. Без разлика да си има 360 денari или 400 денari, задолжувањето да се местиме повторно од купување. Треба да размислиме ние дали сме да ги задолжуваме граѓаните по било кој основ со 5, 10 или 200 денari, или па треба да види регулирано што треба. Ако е на куќа ти плаќа 185 денari, зашто станарите дават по 220? Второ прашање, за индивидуалните згради. Законот е како? Законот е донесен да се регулира од една област, законот се менува по потребите за интересите на граѓаните. Законот се това си измислили. Ние како совет не можеме над закон. Не викаме ние како совет. Ние само детално разговаряме дали е правилно, вие викате какво можемо да платим, може и аз. Защо да изключи троилното да плати на ева на 500 евро? Ева на приватна фирмаческа. Да им плати после една година, да им плати 500 евро за да приключи. Размисля малко понекош, дали граѓаните свестили и не се ги ставаме во дополнителните прошестори са минимални николи, треба да размислиме на таа. Инако во ден гласов се економите супер, видеме дека добар дел од тие работи се изпуштени и треба да ги нападаме со това. А не да размислите да ќе работи. Без разлика кога да емисирате на оптеретувањето да се го земества. Hvala prezident. Dobro, da je razdelimo odluku. Сега ние ги ослободуваме броилата што имаат на земјоделска површина. Значи на земјоделската површина тие го користат броилата, а ние ги ослободуваме од плаќање на комуналната. Значи немаат публично собственост. А сега тие што кажуваш дека кои не живеат во куќите да се ослободат од публично собствување, Но веќе плакат, ај дозволи. платят ги, ја платят. Сите имаме стаја. Ај пример, за да немаме дискусија, диалог. Површината 100 квадрата тук. Живеат тук, тие 20 квадрата тук плаќат, а за шумата која што има старата куќа, имам број и за него па треба да плаќа. 100 квадрата. И треба да плати. Според закон. Има улично осветлување. И секое броило е задолжено. Таму каде што има улично осветлување, Значи прашање секое броило е задолжено да плати. Со закон. Ние над законот не сме. Како совет ќе разговараме за потребите на граѓаните, ама над законот не сме разнајани. Со закон е кажано секаде каде што има јавно осветлување, секој броило ќе се задолжи со плаќање на јавно. Ако имаш 4 броила, 4 плати. Да. Законот е јасен, над законот не можеме да. Законот ни е дал можност со одлука да ги ослободиме граѓаните во пасивните места на живење и во населените места каде што нема јавно осветлување. Само таа можност има да дадем закон. И да не ја надминуваме својата надлежност. Мисля дека имаме една многу добра одлука пред нас. Не ја спорим Дека имаме одлука за
Можеме во иднина да разговараме во насока за колективните домувања, да видиме повторно со правната служба, да не навлезнеме, да доносиме одлука која ќе е правно оспорена. Мисля дека таа одлука е праведна и ги ослободува граѓаните од плаќање на комунална такса, граѓаните кои не користат. И повторно ќе кажам, дај Боже, во многу краток рок да можеме и во тие места да ставиме јавно осветлување и да се задолжат граѓаните. Секој граѓанин сака да оди по светли улици, а не по темни. Овие Оливера? Имаш куќа во Делчево, иселен си од Саративище и сега таму веќе ти не одиш година време. Сад ти цела година таму ти платиш јавно осветлување, а немаш постојано. Именно тоа го прават. Такви граѓани имаме тука си. И повторно имам и бројило на земјоделска површина која го плаќам, кој со таа одлука ќе ме ослободиме како на нива. Со сливи имам бројило за земјоделски потреби, до сега плаќах, сега веќе нема да плаќам. Ќе ме ослободи таа одлука. Вие сега рекохте дека користи јавно осветлување, јас не користам јавно осветлување, во таа куќа дека е стара. Исклучете го бројилото и нема да имате јавно. Бројилото ми е потребно, може Значи сепак ќе го користите од Ама јас не ема, не си платиш да си го. Зашто ќе троша да плаќам на... Зашто закон Оливера е рекол секој бројило, секој... Оливера, заслушай. Секој имател на бројило е задолжен да плати, тамо дека што има јавно осветлување. Реакциите од граѓаните се тие. Јас ќе си плаќам на евано што си потрошам, јас не идам таму, јас одам 3 пати годината и немам потреба да плаќам цела година. Како да го регулираме ние како се одат 3 пати од дења, а некој пак оде 4 пати, како ќе го... Не се занимава словето со 3 пати од дења или 4 пати од дења. Знам дека советникот Кирекечев не е тука за примери, ама јас моментално се среќавам со реакција од граѓани кои што тоа ми го пренесуваат и велат дека тоа одлуката не е за тие граѓани што немаат постојано преживење да плаќаат јавно осветлување. Добро, значи ли тоа дека во некој село во кој се иселува сега нема веќе граѓани, ние треба да јавното осветлување го сопра? Поставено и да не се... Ослободени да бидат тие граѓани што немаат постојано преживење. Не. Законот е јасен и вика секој имател на бројило ќе плаќа јавна такса тамо дека што има јавно осветлување. Како да ги изземеме ние, како да се ставиме на законот и да речеме не може да плаќа. Ако не го користи бројилото, нека го гаси, нема да му става, нека го исклучи. Оливера, па се вратиме околу. Ние дома ги користиме бројилото и плаќаме небана, ама плаќаме јавно осветлување. Добро, и се нико нема таму и се иселено има улично осветлување. И кој ќе ги надокнати тие трошоци за образование улично осветлување? Кој ќе ги плати трошоци за народно улично осветлување? Ама не. Има 30 жители, а има тука 50 што се изселени. Сега тие 10 треба да платат. А кој ќе го држи улично осветлување? А кој ќе го држи? Кој ќе го држи? Трошоци за одржување кој? Овој ден. Значи така, пред нас имаме одлука, која одлука е измена или дополнување на одлуката од само пред 2,5 месеца што ја донесовме на седница на Совет. Значи, имаше разговор, имахме комисија, и значи гледа се дека може со разговор, со диалог да се видат пропустите и недостатоците, дека што може да се коригира, ама како што кажа и председател и сите ние сме свесни, не можеме да одиме над законот. Значи, голема група на луѓе реагираа за неправедноста што е направена, за това што стварно не е имало инсталирано улично осветлување и сад тука имам одлука пред нас што треба да изгласаме за да бидат ослободени. Друго, во купните совети, дали се регистрирани купните совети како правни лица, дали има сметка и дали функционираат во зградите за колективно домување, за да си плаќаат сметка или нема формирано колективно, нема формирано совет на станали како правен субјект и на кој начин им се фактурираат сметките за заедничките простори, односно по степениците, ако може и ако има простор да се види и дали се правилно задружува со фактурата за
степениците по колективните домувања. Ако се регистрирани како правно лице совет на станари, ако се регистрирани, значи не можат да избегнат законот да не плаќа јавно ситуање што јавна давачка. А ако не са, на кој начин ги добива фактурите за јавно ситуањето по степеници? Значи, да се остави простор за понатаму. Сапред да си имаме одлука која има за ослободувањето на плаќање од јавно светување, а понатамука е кажано, има тука и член 3 и член 4. Значи, утре, сите тие што се тука наведени, ако се инсталира, да одиме напред да се става инсталација за јавно светување, сите тие ги бидат задолжени со плаќање на 184 дена. А со примери единични да не взимаме, пошто сите имаме единични примери што имаме што плаќаме, а не користиме. Ама улицата кога одиме, јас не живеа тука, или во Скопје кога ида, ја не живеа во Скопје, ама користа улично светување. Толку е можно да некој одмара. Ова има. Исторено интересно и така и информация смешно. Ние не прави нешто што ние сакаме. Ние прави нешто што е според законот. Тоа на станари се соло за законот не сме по организација и тоа не може да се види. И треба да се говори. А однос на пресечна на една башка за запасните на тези места. Значи, са својата малко опција држав треба да се знае директиви, треба да знае дека согласно член 6 од Законот за комунални дейности. Став 3, значи, вика, пасивите населени места од ставот 1.5 на овој член и дефицитарните занимања за наети во обидени може да бидат склони согласно одлука на Совет на општина. Што така ни правилно член 1. Точно во член 1 сме ги избоили сите области во кои немаме јавно светување, кои са пасивни на некој начин. И сега да се прави, во Шурежајно си кој што ми веја, нема да речеме пасив. На своја банца. Ама не треба да. И со се пасивни на населени места во општина. Ова е Марио. Мало председател. Последно като одржа комисија, се поканите си ги сували. Пре се жалите дека не е мало комисија и сте можели да поставите прашање. Кај толку бехте на комисија имаше 2 прашања. Комисијата се договори, бяхме до консултации и треба. После што да донесе на таа предлог одлука. Предлог одлуката опфаќа сите што не користат јавно светување, да не го платят. Сите што има јавно светување се должни да платят. Комисията бяха присутни членови на общината, също цел да се обхванат всички детайли и всички засегнати страни да се изкупуват. Така да предно помощта според мен е добър. Да, ама не може там отдето има да не се платя. Защо ако ние имаме, ако користиме въобще, ти имаш войстерник продукт. Защо и другите войстерник да платя, ако ти не платя? Ти няма да користиш, няма да платиш, ще го користиш само. И ти паска да го користиш това. Ако искате време, не да посветувањето само за користите, щити от грази, щити от гроба, да щите. Дали некој друга сила? Оли знаеш? Јас би мисла прво одговорил на студентот Комарио кој се произнесе дека според него предлог одлуката е добра. Дали една предлог одлука е добра, не можеш да кажеш кога носиш туку кој ќе помине известно време. Ние во тоа дел имаме 20 на стамбени згради кои са засегнани директно. Што ако тие веќе, јас имам веќе некој од нето на нив, знаеме дека ќе дужат по одредени членови, во тоа случај знаеме дека судот ќе се произнесе позитивно, бидејќи ние има веќе закон во кој са на некој начин опфатени. Што ако се направат такви финансиски трошоци, не е, на тука е најмалеч каракter 400 евро. 20 стамбени згради по 10 или по 15 или по 20 станари, 200-300 станари. Тогаш што ги правиме? Дали тогаш ќе разговараме на таа тема така или мислам сега да не го само критикуваме, може би треба да се размисли, да се побара правна помощ, да се види со другите општини како е, сега да няма носиме дално коти, ако донесеме, завршена работа е. За наредно со нека и на седмица, нека е за 3 дена да
направат тие трошки бидат импликации после година-две. Со еден куп пресуди, мисля дека ќе стави општината како што е неповолна ситуација. И уште едно нешто, во предлог одлуката не са опфатени луѓето на кои им е веќе собрено за неколку месеци. Значи, предлагам член во кој ќе може да се стави, да се додаде, да им биде рефундирана на тие што се ослободени од овие места што се направени. Дали не ги разговор? Сашко нема да се сложи со те. Јас сметам дека оваа предлог одлука мора митно да дадоме. За да сопреме плаќањето на јавно осветлување во местата каде што го нема. Замислете ви напредовските сметки во приглада стигне на јавно осветлување. Што прави? Значи, мораме итно да донесеме оваа одлука и да ги ослободиме граѓаните кои не користат јавно осветлување. А потоа да разговараме за надополнување на одлуката со тие 20 колективни објекти. Тие се многу мала бројка, ние сега ослободуваме многу голема бројка. Практично не верувам дека има општина со таква одлука. Со такво праведно ослободување на сите на земјоделски површини и пропратни објекти, придружни објекти на земјоделските површини. Ние во член 1 ги одделуваме сите места во кои немаме јавно осветлување и ги ослободуваме. Дури некои села и помали, селата од разбиенти, задолжуваме малите кои што имаат јавно осветлување, ги ослободуваме оние кои што немаат. А во членот 2 се ослободуваат од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување имателите на електрични бројила за мерење на електрична енергија без јавно осветлување лоцирани и поставени на земјоделско земјиште, вон мрежата за јавно осветлување и придружни објекти во земјоделски површини, вон мрежа за јавно лично осветлување. Подобра дефиниција, мисля дека не можеме да најдеме. Без да поднесува барања, без да се малтретира, граѓаните ќе бидат ослободени. Само што треба е да изгласаме одлуката и да ја пратиме во ЕБН за да ги ослободиме. Предлагам му на советот, на сите вас советници, да донесеме таа одлука и што поскоро да го сопреме задолжувањето на луѓето кои немаа јавно осветлување, а беа задолжени со претходна наша одлука. Да исправиме неправдата и понатаму отворен сум да дебатираме, да ја повторно отвориме таа одлука и да вметнеме член за 20 колективни објекти. Апсолутно не се согласувам со сите дискусии кои ги кажавте, имам една куќа, па ќе плаќам тука, а на другата куќа да ме ослободат. Не. Ако имаш 10 куќи, ќе плаќаш 10 јавни осветлувања. Согласно закон, не го измислуваме ние това, закон е кажал секој имател на бројило. Секој имател на бројило. Кој што е во урбана средина, кој што е во рурална средина, каде има јавно осветлување. Не смееме да одиме преку закон. Повторно ве повикувам да ја изгласаме предлог одлуката, пошто мисля дека е решение на проблемите кои настанаа во претходниот период. Дали некој друг бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправа по оваа точка, исто да ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека Советот едногласно донесе ова одлука за ослободување од плаќање на комунална такса. Ви благодарам. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на Крупни Коловски за печатење на монографија за село Косово Давија. До нас како Совет е доставено барање од Крупни Коловски за финансирање, односно помош при издавање на монографија. Напишав монографија за село Косово Давје, местото каде сум роден и живее до својата 26-та година. Целта на монографијата е да се зачува од заборав се она што се случува во минатото и досега, за да остане во спомен недите генерации. Понатаму кажа дека има работен стаж во општината и се пензионер, сака да го помогнем издавањето на оваа книга. Ви предлагам на вас како советници да го поддржиме ова издавање на книга во рамките на своите можности. Предлагам да се одобрат 10.000 дена. Отварам расправа по оваа точка, дали некој бара збор? Повелено. Во текст на самата точка и на сите советници да изразим благодарност за
подробно ще видим специална седмица, това е за една друга седмица бизнесно време, става дума за монография за село Дранче. И бойдаме от издавача, след съветници сме поканали по салата от 6 часов на промоция на института до салата на 12 От 18. Да, трябва да измери шежата листа, хубаво е да бъде точно редки се ваши наследни за промоция на фигурата. Дали не друга разговор? Не, бидейки никой друг не разбори, затвора разправа на това точка и се става гласа. Гласаме за усвојување на предлог одлука за одобрување на финансиски средства на крумни коловки за печатење на монографија за село Косово Дакри. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема, констатираме дека со оваа одлука е донесена едногласно. Точка број 14, прашања и предлози на членови на Советот. Ве повикувам да земете збори, кој има да праша, повели. Hvala gospodine. Като предходните прашања, второто прашање е прашање на граѓани кои што не попадни. И ми пише, и ми се јавува и противникува. На предходна седмица беше прашање дали можно да се постави осветлување на улицата Вино Силевски Баков, бетонска бандера која што се бъде поголем дел од регионалното пакето, ако знам да ви знаете да се дел. И беше ветено од обсъд дека се стави. Сега би се јавува дека повторно не е ставено осветлување. Значи повторно прашање. Значи 60 дена од поставено и одговорено прашање, повторно нема осветлување на Вино Силевски Баков, раскрсите на тоа пакето. Прашањето е во насока. Зошто и покрај позитивниот одговор, се уште нема не е поставено улично осветлување. Добро. Друг, дали варно? Повери Стефанија? Барање за санирање на улицата до општината, што да се санира, пошто граѓаните и продолжаваат да бараат. Улица Гоце Делчев. Да. Да, ше. Повеќе се санира. Ако ги имате прашањата испишани, ќе ни биде и полесно за... Имаш ли друго Стефи? Стефи, само това ли е праша? Да. Друг? Повели Оливера? Барање за санирање на улица Правомајска и улица Праволекерска и прашање до директорката на местните следови, дали Министерството за труд и социјална политика е известено за неработењето на детската градинка во село Раковци, која беше отворена пред известно време и зошто не е побарано средство за освободување на плаќање на надоместот за средства за детската градинка од Министерството. Да. Друг дали варатно? Повели Светочки? Има реакција и прашање од група и граѓани од улица Маршал Тито, поточно после Хотел Македонија, зошто не се менува веќе една година седмицата и немаат лично осветлување. И тоа во раните вечерни часови немаат осветлување и навистина е така. Друго прашање имам до градоначалникот. Например, примерот на другите општини, можеме да земеме и ние тој пример, ако се става на началникот, за селектирање и рециклирање на отпаден материјал. По примерот на другите општини, например, фабрика за пластика, како е Пакомак или други, имаат склучено договор со општините, донираат контейнери, прават партнерство и со тоа не си ја зачуваме животната средина, а донира веќе во неколку општини, па можеме и ние да се потрудиме да добиеме контейнери за пластика и со тоа да се подобриме животната средина за сите нас. Како предлог до градоначалникот, да. Пошто и инвестира веќе, ако во измена за чиста животна средина. Дали некој друг разбор? Повели Иван? Колку прашање имаш? Само до сектор на сектор Бориза Москов, а до сектор финансово давање.
Имаш ли ги писмено? Добре, прочете ги, после ги доставиш. Понек се слуша. Бара оздравител на сектор финанси, да ми достави на сектор бизнес платформа, той да чуе до днес. За това колко се да се прибира, колко голяма средства за изчисляване. Бара от оздравител на сектор финанси от 1.1.2022 до днес за всеки месец да ми достави за това колко се да се прибира позор на комунали. Бара от ръководител на сектор финанси да ви достави за това от 1.1.2022 до днес колко предели въртувания има по община Делчево. Вашия началник. С оглед на този ден, защото дискутираме на самата седмица на Совет, става въпрос на началникът, община Делчево, дали има принесла наука за полосуване на финансовата нестабилност на общината. Дълготагната наука не е донесена, формула за обяснение защо не е подъсна финансовата нестабилност и поглед това, що се изпълни тези законски условия за това. Дълготагната наука не е донесена, как да планирате пред община да я промените независимата финансовата състояние в който на общината. Дълготагната наука не е донесена, дали сме да дека се дава софтуер в общината на един период. Прашение до сектор за урбанизъм. Бара да ни достави друга документация за това да е спазена поставката, дека обидно е поставен пристъпен път в селото Тротилище до обществена станица, която ще даде в момента. И дали се точно сравнението на станица, дека и за тая не съответно поставена и има опасност при по-голям дъжд от наводнуване на малите кучи и земеделско положение. Дали община Делчево има обид на това колкава носимост може да издържи асфалтната инфраструктура в селото Тротилище. Прашението е отлично, що моментално прeko селото Тротилище се превезува изсечената дървна маса, която се сече не е невъзможно, а вече от опожарените на поддържа, които през партия община Делчево по място. Предоговаряне, това се програма за саниране на работни пътища, жители на селото Тротилище се пара пътното посредата да биде доведена до ситуация и со пътничко возил да може посетителите да го ползват това туристически авторитет. И ще направи нели, дали се точно с медиите на жителите на община Делчево, дека на место, където е станала пожара, е планирано да бъде издадена индустрия за химикали и субстанции, които ще бидат опасни по здравето на самото население. Толкова ли? Може ли малко накратко само да финансовата нестабилност се споменува 2-3 пъти на словото? Сметам дека не е коректно никако да живееме в паралелни света. Финансовата нестабилност готово крахира общината, а ние имаме обекти, които се градат еднаш в 100 години. Пазар, градски пазар, прочистителни станици, асфалтиране на улици. Не го гледате развоя на Делчево или намерно не сакате да го гледате? Редовно сервисиране на улици. Значи да правя предходните градоначалници. По 1/3 от това ще го прави нашия градоначалник. Ние ќе бяхме много по-добър град. Много по-хубаво место за живее. Финансовата нестабилност, крахиране на общината, некакво заплашуване. Значи градяните сакаме да ги заплашим, но е много лошо стоебата, но градяните всеки ден гледа дека плува нови обекти. Има нови проекти, всекидневно. Предпитавали сме за това. Кой?
Моя председател, Не се карате. няма проблем. Знаеш какво да става? Мисълта трябва да направим. Говорете, ама и предходно се спомена финансиска нестабилност. Говорете, ама пред явността, така началникът не е присутен в момента. Сега, знаете, хвърляме сомнеш, исто какво ќе каже един пример, по-обично не сакам да. Предходно, на предходния совет поставихте прашање во врска со финансиската уплата за децата во градинка. Ако не одат колку и сега сите граѓани се појави сомнеш. Ако го прочитате сега јавно одговор што ви е даден, ќе сванат граѓаните дека нема никаква заплата. Ама вие со прашањето веќе сте фрлили да. Разбирате? Ако го прочитате одговор од градинката, например, што го добите, ќе сванете дека се е наплатено согласно закон, согласно договор, кој вие како родител го имате подпишано со градинката. Значи, и сега и во тие прашања, финансиска нестабилност и крахира општината, мисля дека не треба да оди нашите разговори да одат во таа насока. Факт е дека нашата општина функционира многу подобро од претходниот период. Многу подобро. Значи, незамисливо беше да се изгради објект толку колку што е градскиот пазар. 1500 метри квадратни површина. Капела, пешачки мост, да не ги набројувам. Значи, граѓаните ги гледаја ги користат објектите. А работиме како општина со блокирана сметка, со одреден лимит. Значи, сепак не треба како да живееме во паралелни светови, како нешто да не сакаме да го видиме. И јас сум генерално критички настроен, знаете и вие. И сакам да се критикуват и критиката доприноси да стане состојбите да ги издигнеме на подобро, ама нешто што е направено не може да биде ненаправено. Повеќе. Аз не мога да не реагирам на вашата изјава дека предходните градоначалници, ако направише една третина от това. Предходните градоначалници са правили, што са правили и благодарение и на нив е состојбата во која сме сега. Да не забораваме сите проекти, кои пред малко спомнахте, са проекти, кои са започнати от предходните градоначалници. Меѓу тоа после размислих малко повеќе и веројатно вие мислехте на некои предходните градоначалници, така да прифатите вашата. Да се надобра благодарност и до предходните градоначалници и предходните за секој допринос. Ама да не бидеме сега да кажеме дека не се гради сега по това време. Секој градоначалник дава свој допринос. И благодарност до сите предходни. Ја не сакам да отстрна никој, ама факт е дека во Делчево има објекти, има проекти дека се работи. А да зборуваме за некаква финансиска нестабилност и крах на општината не е воје. Според мене, аз го дадох само, ја не сакам да одговарам во име на градоначалникот. Градоначалникот ќе си одговори градоначалникот, ама лошо е за нас како совет да употребуваме такви мрачни сценарија за граѓаните. Тој совет треба да биде запамтен по одлуката која донесовме предходно за ослободување од јавното осветлување. Това е позитивната одлука која треба да потенцираме сите. Утре да идеме пред граѓаните да кажеме исправихме неправдата која беше со можност за корекција. Со можност за повторна корекција, ако треба за ослободување и на другите објекти под колективно. Значи граѓаните треба да знаат дека со тој состав на совето са на сигурно. Дека ние сме секој пат на нивна страна. Сите граѓани. И од име на сите советници го кажувам, пошто едногласно ги доносиме тие одлуки. Ајде повелете некој друг ако има. Само да се го полза да параме последното поживење ние не сме да добрати. Добро. Колку така да не е лесно дали се да тега состав здрава потреба за општина. Ние не можеме да гледаме само општината само. Треба да сме да показателите на зада да се преживува друго, преживува некој дефицит. И може да тоа што преживува дефицит, мораме да изградиме согласие. Која општина нема дефицит? Значи не можеш да го разбереш дефицитот со суфицитот. Која општина нема дефицит? Која општина работи со суфицит? Кажи ме една општина во Македонија. Одбре дефицит. Не можеш да ги прочиташ. Гледаш ги 16 милиона, после викаш 4 милиона. Еднаш планирано, еднаш реализирано. Дефицит. Добро, ајде да бидеме конструктивни да завршиме и веќе многу одлучи. Поели советно што не Така, значи, прашање на колегата, сега што се прижава за пожара. Јас сте на 29 имам подесено до сектор урбанизам, кој се посетихме на прошлата седмица, 19 седмица, значи на 22.
устно да постави прашањето, зашто на вас ви префрлија топка за договоризам, дека документи за вас што е неправилно, ја ги барам документи од а не од вас. Согласно 19 од деловникот за работа во своето ново наложено, на устно поставено прашање се одговара на самата седница доколку е присутно лицето или представникот на институцијата на која се однесува прашањето. Доколку на последното прашање не може да се даде целосно одговор на самата седница, одговорот на прашањето се дава во цело писмено или устно на наредната седница на Советот. До сега го нема. 6 месеци. Согласно член 20 од деловникот, членот на Советот може да побара писано одговорот на прашање, а одговорот на последното прашање се дава во рок од 10 дена од приемането на прашањето. Дополнително на прашањето не може да се даде одговор на предвидениот рок од 10 дена, членот на Советот треба да биде известен кога да бидат даден одговорот. Така, бидејќи во ова прашање се пожара 6 месеци, няма да биде ништо, по основ на директорот на јавно предпријатие од 7.12 се уште няма да биде ништо. Сакам сега да видам, кој сам исто така прашувам кога ќе ви бидат доставени овие документи, бидејќи по некои прашања што ги постави на прошлата седница, имам одговор на некои прашања, на некои чекам да помине рокот, па пак е. Не си сигурен ќе дискутираме за тоа, или ќе мора повторно да се прави иницијатива за водење на инспекцијски надзор, што беше на персонално. Благодарам. Ја апелирам повторно до во оваа точка да биде содржано и тоа. Сите одговори што ми се доставени на сите нас советниците, да се читаат ја. на тоа што го постави прашањето, получите одговор за да може колегијаните да искажат. Добре предлогот и ќе размислиме да го реализираме. Тони, апсолутно те поддржам. Мора да се одговори на секој советничко прашање. Кој да биде. А факт е дека во одделението за урбанизам нешто не што. Факт. Кај тебе 6 месеци да отпе одговор, кај мене година и 6 месеци да отпе одговор. На поставено прашање, на дадено барање да ми се одговори за нешто. И повторно на претходна седница го постиг и повторно го нема. Факт е дека одделението за урбанизам затајува, не работи како што треба. Ќе апелирам повторно со допис дека треба да се одговори на секој совет. Ама толку е мојата надлежност и мојата моќ во однос на функционирањето на општинската администрација е толку. Се надевам дека ќе вроди со плод дописот и дека ќе добиеме одговор на прашање. Дали некој друг збор? Согласно се беше да спинам дека околу дека ќе ми вас јасно засно. Тоа што баш ми е дал да видиме какво работи на положение страна на некои производители на сектори и от своите места. Добро, дали некој го бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам седницата.